Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, денеска како предлог имаме предлог закон за дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка. Имено, ако ги оцениме состојбите од областа која што треба да се уреди со предлог измените и причините за донесување на законот, ќе видиме дека со Законот за пензиско и инвалидско осигурување се уредува задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, опфатот на осигуреници, правата кои се остваруваат од ова осигурување, матичната евиденција на осигуреници и кориснеците на правата од пензиско и инвалидско осигурување, основите на капитално пензиско осигурување, како и потребните услови под кои одделни категории на осигуреници ги остваруваат правата од пензиско и инвалидско осигурување. Имајќи предвид дека во изминатиот период има појава на пораст на цените на одделни производи и електрична енергија кои се од витално значење за оваа категорија на граѓани, има влијание на животниот стандард на истите, се наметна потребата за зголемување на старосната пензија, но и на сите останати видови на пензија од месец април 2022. Секој пензионер има право да живее пристојно, со доволно средства да ги подмири основните трошоци за храна, грејење, лекови и така натаму. Со растот на минималната плата, соодветно е да растат и пензиите, со цел на обезбедување на равноправност и еднаквост на пензионерите со сите останати граѓани. Имаме генерацијска должност да се грижиме за повозрастните и да ги почитуваме повозрастните граѓани кои во еден период допринесувале за државата со својот труд, за што треба да и бидеме благодарни. Доколку не постои зголемување на пензиите, пензионерите ќе бидат доведени до раб на сиромаштија поради неможност да ги подмират основните животни трошоци. Сите наведени состојби ја наметнаа потребата од дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Овој закон ќе предизвика буџетски импликации. Согласно членот 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, од причина што не се работи за обемен и сложен закон, се предлага предлог на законот да се донесе во скратена постапка. Со овој закон практично се предвидува подостоинствени примања за пензионерите и зголемување на пензиите од 20%, затоа што ако ја увидиме реалната состојба во општеството, ќе видиме дека поради зголемените трошоци за живот, поради зголемувањето на цените на струјата, поради зголемувањето на цените на прехранбените производи, поради огромниот пораст на инфлацијата која што видовме дека изнесува 6,4% само на почетокот на оваа година, и тоа до тие бројки стигнавме најпрви од 1,5, па беше усогласена на 2%, па 3,3%. Имаме огромен пораст на инфлацијата, со што парите ја губат својата вредност и потребно е да се направи вакво усогласување, затоа што владата на СДСМ и Зоран Заев, со измените кои што ги направи од 1.1.2019, затоа што пензиите се усогласуваат два пати, на 1. јануари и на 1. јули, и при тоа се правеше водејќи се од два критериума. Едниот критериум беше просечната плата, другиот критериум за зголемување на пензиите беше зголемувањето на потрошувачката кошничка. Со измените кои што дојдоа 2019 година, значително се намали динамиката на порастот на плати на пензионерите, со тоа што се ускрати зголемувањето соодветно со растот на просечната плата. На тој начин околу 300.000 пензионери беа скратени огромни средства на пари кои што допринеа, ако се погледне растот на пензиите споредбено од 2006 до 2016-17 да е значително поголем од растот на пензиите, кој што е маргинален и незначителен и не може да го следи растот на трошоците. Онака како што рековме, наша генерацијска должност е да се грижиме за оние кои допринеле, за оние кои дале, вложувале во државата, вложувале во организациите, вложувале, допринеле со својот труд. Сега, кога тоа им е најмногу потребно, ние треба да се охрабриме, треба да исправиме оваа неправда, и затоа предлагаме зголемување на 20%
на сите пензии, со што ќе се направи усогласување на неправдата кога беше избришан едниот основ за усогласување, односно растот на просечната плата. Само за да ви биде јасно, еве и за јавноста, ако зборуваме за висината на пензиите за јануари 2022 до 11.500 денари земаат пензија 89.174 пензионери. Замислете, скоро 90.000 пензионери земаат пензија од 11.500 денари. Ќе ве потсетам на дискусиите овде од оваа говорница кога зборувавме за зголемувањето на минималната плата и какво е значењето и кои се трошоците и колку се минималните средства кои што се потребни за достоинствен живот за да се преживее во Македонија, ако земеме во предвид дека за година и пол струјата ни поскапе од 33 до 35%, ќе видите дека овие 90.000 пензионери се на работ на она што може да се нарече достоинствен живот. Од 11.500 до 14.000 денари земаат 66.775 пензионери, а од 14.000 до 18.000 денари земаат 69.500 пензионери. Односно, над 18.000 денари земаат 101.392 пензионери. Затоа е потребно, уште еднаш ќе кажам, за достоинствен живот, за да си ја оствариме нашата генерацијска должност, за да ги исправиме неправдите со законот во кој што беше тргнат едниот основ за усогласување на пензиите, да пристапиме кон ова законско решение со што за 20% ќе се зголемат пензиите. Само за представа на кој начин ваквото законско решение со отстранување на едниот критериум за пораст на пензиите влијаеше врз пензиите, ќе ви прочитам каков е порастот на пензија од 2006 до 2016. Најниската пензија од 4.330 во 2006 доаѓа на 8.895 денари во декември 2016, односно бележи покачување за 105,8%. Просечната пензија од 7.688 денари во 2006 на 13.754, односно пораст за 79%. Највисоката пензија од 27.000 денари во 2006 на 37.880, односно за 37,3 денари. На граѓаните од страна на власта им се сервираат невистини, тоа е дека со укинувањето на едниот критериум и начинот на усогласување ќе биде заштитен нивниот стандард. Пензионерите тоа го увидоа затоа што имаат маргинални, незначителни покачувања на пензиите кои буквално се броја во денари и истите не можат да го следат ниту порастот на основните продукти за живот, ниту порастот на цените на електричната енергија и тие се во моментот најпогодени од порастот на цените и за да ја оствариме нашата, уште еднаш ќе кажам, генерацијска должност, потребно е да пристапиме, да се согласиме, да изградиме консензус помеѓу сите, без меѓусебно да се напаѓаме, во интерес на оние кои што вложиле најмногу во државата и да пристапиме кон донесување на ова законско решение со кое што ќе имаме 20% зголемување на пензиите, со што ќе овозможиме достоинствен живот и ќе овозможиме да се следи трендот на инфлација и на пораст на сите животни трошоци. Уште еднаш апелирам за обединетост, сплотеност, за да биде донесено ваквото законско решение во интерес на сите кои вложиле најмногу во создавањето на државата. Ви благодарам. Благодарам и вам.